почитувани, еве со нова актуелна содржина која РТК се обидува да ја доближи до вас. Цело време го следиме образовниот процес, односно уписната политика оваа година во две средни училишта, во Средното шумарско училиште Ѓорче Петров и во Средното општинско училиште Кирос Панчев Брко. Посебно обрнуваме внимание во овие две училишта со цел да им го доближиме стручното образование на нашите млади завршени деветоодоленци, кои треба да се запишат оваа година и в година да бидат средношколци, ама баш по нишенот на она што е практика и едно нивно занимање. Оттаму сакаме да инициираме малку повеќе во јавноста едно презнаење за тоа што значи стручната работа и колку практичната работа е битна во образовниот процес, со цел младите кадри да имаат поголем избор на вработување или шанса за вработување кога ќе завршат средно образование. Затоа во нашите простори, од каде што емитуваме програма, го поканивме професор Димитар Ангелков, кој е човек кој не привлече со неговото разбирање и начин на комуникација со цел да ја доближи или да инсистира да ја доближи практичната работа и нејзиното значење во образовниот процес. Димитри, посакуваме добре дојде. Фала. Тоа што не привлече да поразговараме со вас не така само формално правно, туку малку поблиско да им доближиме практичната работа или практичната настава на учениците. Зошто сметаш дека таа е многу значајна во образовниот процес? Јас како професор по средно стручно образование и по практична настава и исто теориски часови дигитални системи, сметам дека практичната настава е најважниот елемент во образованието на младите, затоа што стекнуваат вештини, па преку кои многу лесно тие самите ќе се пронајдат и ќе ја засакаат работата и ќе нудат услуги на пазарот. Нашиот крај индустријски, ние сме втор град по развој во Македонија, после Скопје, и забилуваме со голем број на фирми кои што имаат недостаток од кадар стручен, а тие имаат проблем, работуваат било каков профили. Од други градови на земјава. И од други градови точно така, и најважно им е тие да, кога ќе ги вработат, да имат вештини со кои полесно ќе го зголемат производството, а со тоа нормално и ќе се зголемат и платите. Во вашето училиште нудите такви струки, можеме ли да ги чуеме кои се тие струки? Нашите струки се машински, поделени се на машински на електро, машински техничар, автотехничар, мехатроничар, од електро имаме компјутерска техника, нов смер имаме оваа година електроника и телекомуникации, електротехника и енергетика. Нашата школа овозможува кадри кои што после тоа многу лесно ќе проработат, ќе им треба многу малку време да ја научат работа што треба да ја работат во фирмите и за многу кратко време да почнат да напредуваат во фирмите. Значи, платата и прогресот ќе стигне по тоа колку тие имаат стекнато вештини и колку ќе се пронајдат во тие производни линии. Две организации во Кавадаци, Дрекстер Мајер и ИГМ ви ги понудија тие шанси и можности. Кажете ми што нудат всушност тие за вашите ученици? Тие нудат сето тоа што го работиме на школа да може и да го практично реализират. Добре. Таму има компјутерски водени машини кои што ги немаме во школата, и да ги имаме, има проблем, нема репроматеријали, се нема, тоа се огромен трошок. Бројни сегменти што ја чинат практичната серијска работа. Кога би имале производство во школата, би имале материјал за отпад, би имале материјал кој што е стар, па од тоа нешто да може они да работат и да научат да направат. Сега моментално решението е тие додат во фирми и таму да се обавува таа практична настава. Со колку проценти е практичната со на другата редовна настава, би рекол, во вашето училиште? Како се одвива, каков е тој процент? Па во втора имаат 5 часа, во трета имаат 6, во четврта имаат 4 и имаат 2 часа изборни во четврта. Значи практично 5, 6, 6. Колку се во европските земји е многу повеќе, скоро
3 дена се во фабрики, Така. а 2 дена во школа. Значи таму повеќе се фрла акцент на практичната Да, работа. и кај нас се фрла, ама тоа е проблемот е со не е во државата, не е во образованието, туку во родителите. Сега че има Кој нивната улога за реакции, да, без че тоа има да реакции кажете, од родителите за тоа што јас по моја претпоставка сите родители избегаваат детето да им се мачи. Практично да да биде физички изложен на активности, да добро. прави нешто да произведува, а забораваат дека ние сите сме поврзани со производство. Че ни мора да произведеме нешто, па тоа да се продаде, па нешто од друга страна да ни се врати. Значи мора да направиме производ. И економист да е, и тој прави производ. Така. Правник да е, и тој нешто, значи е вклучен во нешто. Значи, Тиме сите не можеме да бидеме директори, односно да седиме во канцеларија, не? Не, а сите може да бидеме, ако сме само вработување. Така? Значи, ако ученикот, ако ќе заврши средно и има вештини, ќе се отвори фирма, Добро. таа сега се отвара за помалку од 30 минути, Така? и тој нуди услуги и веќе конкурира и може да земе работа и да почне да прави нешто поголемо неговиот живот и си биде сам собствен газда. Да речеме јас од моите од 15 годишна возраст поправам компјутери, телевизори, радија и мојот татко го вишал тоа како твој потенцијал. Уште во пето одделение ми купи компјутер Commodore 64, меѓу првите бев во градот и тоа ме потикна јас да ја изберам информатиката и денеска да сум и доктор за компјутерски науки по таа област. Затоа и успешно го ширите овој занает меѓу нашите средношколци. Точно. Каква е состојбата годинава со уписот? Кажете ми што го имаме Со студенти? многу подобар од лани, претходната година беше многу слаба, дали од последиците, нели, од 2001 или не знам, помалку ученици се јавија на помалку ученици, али сега оваа година има подобрување. Ќе се формираат паралелките и ја мислам ќе се стабилизира. Ки го немате вие тој проблем што ги имаат неколку средни училишта во градот, па и во Македонија со недостиг на ученици во паралелките. И кај нас е далеко од таа посакувана бројка, али паралелките ќе бидат формирани и ќе си почне да си функционира школата најнормално. Која од наведените струки што ги кажавте на почетокот на овој разговор е најпривлечна за нашите основци? За мене сите. Значи јас произведувам CNC машини, правам дигитални склопови, алармни системи, значи се бавам со механика и јас како инженер сите се атрактивни. Значи ако ги прашате мајсторите во градот ќе кажат никогаш во овој работа сме немале. Слободно анкетирате ги, што имат фрези, што работат со заварување. Че сите се пребукирани од поборување. Мислите ќе речете информатика, меѓутоа ме демонтирате. И информатиката би ја ставил, да речеме, моментално на прво место, затоа што имаме една таква скриена индустрија на млади кои што од дома, значи од втора година средно, наоѓаат работа преку Upwork, тоа е апел до младите да ја користат таа страна, за да може да аплицират и таму е многу интересно, че добијат шанса за интервју, па преку Skype ќе ве определат дали ви ги имате тие вештини и знаете таа работа што ја барат они да ја завршите. Добро, ние завршуваме еве со средно образование и која е таа гаранција дека ако сме биле на пракса во Дрекслер Мајер, во ИГМ или во некои други предпријатија ќе добиеме работа? Многу голема гаранција. Значи таму ќе видите како од сурово железо, од суров материјал се прават цели производни линии. Како од готови плочи се растурат, се прават нови плочи за нови модели на автомобили, ќе ги научат сите сензори, сите контактори, ги учат и во школа, ги има кај нас се, али тоа е малку затоа што се само 5 часа. Во втора и ќе повториме 6 во трета и 6 во четврта, ако одбере изборна, ако не ќе има само 4. На оваа индустрија за која зборуваме и требаат млади кадри, нели? А не увезени повоотрасли па приучени или кадри кои ги произведуваат на конкурс. Пример, Маркард во Велес има ученици идат од Германија на 17 години, се главни рамо до рамо со врвни инженери за лиење за на пластични копчиња за најголемите брендови автомобилски во светот. Значи, ако може Маркар да произведува
Врвна опрема? Врвна склопови за Јагуар, Добре. за меѓу најскапите Автомобили. Да. Така е? Така и тоа 17 годишно ученик таму е од Германија, доаѓа во Велес без проблеми тука е во пракса, зашто нашите ученици да не го прават истото. Кажете ми дали вашето училиште има доволна стручна сила како вас професори кои сакаат млади да ги научат колеги, младите на вакви точно. предизвици? Сите знаат компјутери, го користат интернетот, се што побарало министерство сме вратиле и во иднина ќе биде така. Немаме кочници, немаме проблем со државата, ние имаме проблем, пак ќе повторам, со родителите кои што треба да ги насочат, да ги мотивират нивните деца да се вклучат во производство. Да нема скрупули, да нема нејасни Така, истото тоа дете дома ќе им поправа, ќе им смене сијалица, ќе им го поправи компјутер, ќе им поправи сликата на телевизор, колата, ќе смене акумулатор, ќе направи, ќе ги смене гуртните на колата и не знам, нека такви едноставни работи, улјеве да, пример, да смене, пак е чар. Пак неговиот родител ќе каже, моето дете знае, има вештини, за многу работи го бива. Тоа е апел до родителите, сега моментално летото, која е таа задржителна 10-дневна пракса, да не биде тоа формално само да добијат потврда, туку да одат вистински минимум 10 дена во фирма. А фирмите слушам дека даваат и некои хонорарни материјални на место, има си исхрана и други поволности кои се многу важни. Нашите газди се па овие посебно за компјутерсите се млади, така да имат разбирање, може и излегуваат заедно, може се гледат навечер преку ден, ти комуницираат секој ден, ама зошто па и да не работат заедно. Диме, дали беше тоа се во кратки црти? Па тоа е моето видување, иначе нашата школа е вклучена во 12 Еразмус програми како партнер, како и многу други школи, гледам Гоце Делчев, гимназијата, други школи исто, кои што се вклучени во таа мобилност и тоа сето доведува, го крева образованието на повисоко ниво. Добро, таа Еразмус програма е прифатена кај учениците? Да, многу ја сакат, затоа што е така направена да во почеток е дружење, а после тоа и конкретни проекти, конкретни задачи, па си прават работилници, па соработуваат професорите, се разменуваат мислења, идат тренери и експерти од странство со долгогодишно искуство и тоа сето влијае позитивно. Димитар, благодарам што ми беше гостин. Фала ви на вас. Почитувани беше тоа професорот Димитар Ангелков од Средното општинско училиште Кирос Панџо Брховот Кавадац и се обидовме практичната работа да ви ја доближиме и да докажеме дека добро е кога се учи од книга, меѓутоа добро е кога практично се проверува она што е напишано во книгата. Одиме понатаму со нашата програма.